Претепаното 14-месечно бебе, кое пред 20 дена беше примено на Карил, денеска е оперирано, откако докторите констатирале дека со терапија не може да го сопрат крвавењето во мозокот. Доктор Маријан Камиловски од детската хирургија за 1 ТВ вели дека операцијата само што завршила и детето е стабилно. Бебето пред 20 дена со скршеници на черепот и нозета и крвавење во мозокот, дехидрирано и неухрането беше примено на Карил. Се уште не се знае кои последици ќе ги има бебето од зверското тепање. Уште предходно докторите се сомневаат дека бидејќи се оштетени витални функции, може да има проблеми со движење, говори вид. Пациентката Милена, што девојчето, претепаното девојче што лежи на нашата клиника, направени се инвестигации, односно компјутер на мозок, се види дека тие крварења да ги понатака прогредираат и колегите од неврохирургија реши да направат интервенција. Денеска таа е извршена. Девојчето през 15 минути качи на нашата клиника, стабилно и ќе продолжи да лежи дека има потреба од неа. Последици веројатно сигурно ќе има, само почнем за тие, се уште рано да се каже, кога имаме информации ќе информираме нормално. Сега не може да прогнозираме ништо. Инаку мајката која го однела во болница, прво тврдела дека паднало од кревеч, па дека истепале роднини на сопругот кој е во затвор, за потоа да каже дека насилникот е мажот со кој таа живеел. Полицијата ја задржа 20-годишната мајка во полициска станица па ја пушти. Сега е во засолниште за жртви од насилство, а таа и роднините имаат забрана за секаков контакт со бебето. Се уште нема ниту исход од истрагата кој го претепа бебето, за кое докторите констатира дека има и повреди од постаро потекло кои не биле медицински третирани. Од МВР велат дека се уште трае истрагата и кога ќе имаат информација ќе ја споделат со јавноста.